Даниел Кајмаковски, македонски евровизиски представник за 2015-та Виена, Австрија. Како се славеше победата? Не пропуштајте. Every moment with her, from the last to the first, I'm trying to find a way to breathe. Close the book in a chapter, forever and after, I'm falling like the autumn leaves. My heart is beating like a million drums, 'cause you're the ground under my feet. And I'm trying to hold on, but baby, I'm falling free, like the autumn leaves. Може би не се јавуваме од Метрополис Арена за да го значиме почетокот на ова издание на Стисни Плей, ама се јавуваме таму каде што се слави победата на Даниел Кајмаковски. Честитки официјално за титулата победник на Скопскиот фестивал и иден представник на Македонија за Евровизија. Благодарам многу, навистина е голема чест да се каже тоа, да чувството е неверојатно, ова поддршка е неверојатна и да, едва чекам. Долго време се подготвуваше Скопскиот фестивал и конечно имаме зад себе едно успешно реализирано издание. Како што кажав, ова е кулминација на вечерта. Многу работа претходеше на овој момент, меѓутоа го имаме и победникот и имаме заокружено успешно издание на Скопскиот фестивал. Честитки до нас, до секторот за културно-уметничка програма. Да, јас сум навистина овој пат пресрекна, бидејќи општо реакцијата и од публиката во салата и вака од јавноста и од медиумите, нели, се неверојатно позитивни. Даниел си ја заслужено си ја зема победа. Даниел и самата публика го извика да се надпреварува на фестивалот. Едноставно мораше да се надпреварува и даде се од себе за да се докаже на таа сцена и да победи. Даниел, одиш во Виена, одиш дома. Дома, да. Дома. Како беше, на 500 метри, како? Па, од прилика на 500 метри се одржува Евровизија од таму каде што живее. Да. Ти предстои многу бурен период, верувам дека си свесен за тоа. Да, свесен сум. Како што ми тргна прошлава година, може и така да продолжи. Мислам дека сум спремен за тоа. Како и да е, големо благодарение на сите во ова организација и до Мери и до Тино, што навистина направија фантастичен фестивал. И се разбира до сите од мојата екипа, како Александар Митевски и Боби Апостолов, секогаш не го заборавам името. Се разбира Антонио Павловски, Васко Белески, Јоаким Персони, Борислав Миланов и прекрасната Ивана Ребренович. Благодарам многу. Многу напорен период на работа, но со задоволство ќе си го одработиме она што треба да се сработи, значи се разбира дека јавноста ќе биде за се добро информирана како секогаш. Се надевам на еден успешен. Еврозон може да почне одма. Хвала, Даниел. Благодарам и јас. Пријатно.